Лазаре, ај клај ще по една ракијечка да испиеме. Отишла дека убава пивка, затоа така лизга. Сега тебе ти редот да одиш до избата и да наточиш ракија. Де бре небеста, де? Ако се симнеш нема да се скршиш. Ајде, оди, наточи шиша ракија, клај по едно кафенце и прашај мајка што ручек ќе сготви денес. Ајде. И кафињава отишле. Сега јас да одам, а? Само јас одам нагоре, надоле, по јадење, по кафе. Нозе немам веќе. Кај ме личи мене домајкин да трчам низ куќа со кафиња, а? Ај. Што? И ова да не ги разбуди? Уште спијат. Што да правам, море љубов? Само спијат и јадат. Сена мој грб остана. И куќа, и по куќнина. Не оди вака повеќе, Сребро. Мораш од нив домаќини да сториш. Еве го внук ми од Димчо со невеста му, знаеш ли колку се вредни? Како мравки се. Мој веко штурци го трата јас. Подучи ги како куќа се води. Оти ти вака уште долго не издржуваш. Туку ајде јас да одам, имам работа по куќа. Оди, ајде. Ке пробам, ке ги подучам, арно велиш. Не знам дали ќе видам фајда од таа работа. Пробај па кажи ми. Ајде ја заминав. Што правиш, мајче? Еве, ориз треба. О, пак ориз? Па ручек мора да се приклај. Да одморам јас малку. Чекај. Да те научи мајка ориз да требиш. И со оризот едно коковче да испечиш. Не имам јас трпение за таква работа, мајко. Да одморам малку и ќе одам до избата да си наполнам ракијичка. Дебре, мејче. Вчера го наточивте шишето. Мајко, пивка, убава, да знаеш како успива. О, Лазар уште спие? не бре, станате, одмара. Тука ај, да одам јас, да си наточам. А ти, ај клај 2 кафиња и малку помалку трупај со оризот, се слуша ваму се. Лазаре! Лазаре, синко! Боже. Лазаре! Што е? Што си се развикала? Цело село ќе те слушне. Дојди бре, синко, да ми помогнеш малку. Раце немам веќе. Јас секира да држам? Ти знаеш дека јас од остри работи страф имам. Нели ме носеше ко дете по бајачки? Ете носевде, нели ти помина? Не. Ајде, синко, те молам. Дојди да те научам како да расцепиш дрва. Како мислиш домакин да станеш? Јас домаќинство си имам. Затоа дрва не ми требаат. Ајде влегувај внатре да ја наместиш масата, гладен сум како пес. Не можам веќе. О, многу беше сладко.
Мајче, лал да ти е. На здравје, нека ви е крв да ви се стори. Јано, сега да каснеме по едно локумче или после? О, сега локумче, ако каснам, ќе пукнам. Да те научи мајка да ја раскрениш масата. Таман ќе ти спадне јадењето. Масата да ја кренам ја еден филџан со кафе, сега не можам да кренам масата. Во главата ми се замати од јадење. Добро, ајде. Јас ќе ја раскренам. Оди ти на ранија стоката. Јас да ранам стока. Боже, боже. Па Сабајле им даде за јадење. Ајде, невесто, ние да си прилегнем. О, ајде, оти некако големо мор ме фати. Мајко, немој ти многу да тропаш со садовите. Оти лесен сон има. Ајде, ајде, невесто. Да се преја. Не сакаат да слушнат, викаш, а? Не, ни збор. Им кажав и на двајцата. Те нас знаат, те нас имат. Не сакаат да слушнат. Што мака те снајде, бе, Сребро, што мака те снајде? Што да правам црна јас? Откако си умре мој Перо, умрев од работа. Мислев Лазар ќе донесе снага, ќе се измени, ама ништо. Слушај, јас сега што имам да ти кажам. Имам една мисла. Еден план што сакам да ти го предложам. Кажувај, ајде да не ќути. Чекај. Никаде не се брзаме. Ке си го испиеш кафето и низ кафе ке ти кажам каков план сум скроила. Љубов, треба вечера да правам. Ајде да нема да останат гладни. Нема да останат гладни. Ќе останат, верувај ми. Ајде. Вака. Ке си појдеш ти сега дома и ке си направиш јадење како и секој ден што правиш. Ама утре и зутрина рано ќе појдеш во нивната ходаја со куфер и со шал и ќе им кажеш дека ќе одиш на пазар. Нема шанси. Има шанси, слушај, ти нема да одиш на пазар, нема да одиш на пазар. Ти ќе си дојдеш кај мене на одмор. Они ќе мислат дека си на пазар. Јас ќе појдам кај нив и ќе им кажам дека те најдам. Епа, ајде, мајко, среќен патот да ти биде. Нема да ми спратите до пред куќа? О, мене мајко грбот ме боли. Не можам по скали да слегувам. Добро тогаш. Послушај ме сега, сакам еден аманет да ти оставам. Кажи, мајко. Куќа и по куќина да чуваш. Добро те. Идж да ме береш гајле. И ти онака ќе се вратиш пред ноќта. Ако де? Мене дека на душа ми лежи куќава со татко ти што ја градевме. Затоа ти велам, куќа и по куќина да си чуваш. Ајде, со лесно и среќен пат. Што чудна жена. Демек ние не сме добри домаќини? И јас не знам што ја стана. Куќа и домаќинство да сум чувал. Демек домаќинството ноза има, па ќе избега. О, Ај, невесто, јас и ти да си прилегнем. ај. Нозеве не ме држат веќе. О. Ај. Леле, море, љубо, што направив? Да се вратам? Седи, Сребро, ајде. Ајде, седи. Така. Слечи го шалот и раскомоти се. А јас сега ќе ти сварам и кафе. Ама не е убаво ова што го правиме. Ич да не му се секираш. Ти сега овде си дојдена на одмор. Не слушаш? Леле. Душа да си земеш, Сребро.
ќе прекрши денот и ќе појдам ке Лазара да му кажам. Доста лелекаш, Сребро. Доста. Седи сега, ќе ти направам кафе. Ама како можам кафе да пијам? Кога знам дека нешто не е во ред, не е во ред тоа што го правам. Сребро, лошо за лошо не е секогаш. Ние ова го правиме за добро, така? Ај да видиме дали ќе ти се исполни планот. Ајде сега ќе ти ставам кафе и ќе ти се. Невесто, мене на празен стомак, сон не ме фаќа. И мене бе домаќине. Цревата ми вијат како волк. Денеска и без ручек останавме. Како би мафнал сега еден орис. А и ракијава на гладно не лиска. Ајде, ќе се врати мајка за брзо, па ќе ни сготви вечер. И сигурно од пазар ќе донесе нешто вкусно за јадење. Еве. Ама зошто тропа на порти? Ти ли заклучи? Јас? По скали да слегувам. Будала си ти, мори невесто. Ма не е свекрвата. Комшика на Љуба е. Што сака? Таа тропа, не знам. Слези, види. Само мене ме мачите. Идам! Идам! Полека ќе ја тршиш портата! Што е? Што си се растропала? Од кревет ме стана. Синко Лазаре. Ох, Лазаре. Уф, како да ти речам, море Лазаре. Кажувај, мачка да не ти го изела јазикот. Кажувај што е работата. Лоши вести носам, Лазаре. Лоши вести. Сега начеш ме разбрав. На планина над горно село. Гром удрил од ведро небо, Лазаре. И? И Сребра ја удрил на лице место, Лазаре. Ох, Сребро! Лазаре, Лазаре. Душата ми се кине. Син на мајка. Многу се натажи, а? Што е право, право е, се натажи детето. А да се вратам, море Љубо. Голем греф правиме. Седи, Сребро, седи. Седи. За некој ден внук ми од Димчо ќе ми дојде на гости. И? И оставиме да си го довршам планот. И јас ти ветувам, Сребро, дека ти во домакинска куќа ќе се вратиш. Ај, чим така велиш. Ја видиш? Пуста судбина. Што не снајде, бре, домаќине? Не среќа, жено. Не среќа. И сега што ќе правиме? Еден аманет мајка ми остави пред одење. Се сеќаваш? Куќата домајкински да ја чуваме. Се сеќавам, домаќине, се сеќавам. Епа, ајде. Ти оди стави ручек, а јас ќе слезам да ја нахранам стоката. Не знам јас ручек да правам. Како не знаеш? Е така, не знам, мајка секогаш ручек правеше. Епа ќе научиш. Како инаку од тебе домајкинка ќе биде. Е добро, ќе пробам. Ама ќе ми треба дрва да расцепиш, да го запалам шпоредот. Јас дрва не цепам. Нит знам, нит можам. А и се плашам од остри работи. Мајка тоа секогаш си цепеше. Мене ми викаш, а ти не знаеш едно дрво да расцепиш. Како од тебе домаќин ќе правиме, а? Ох, кога ме учеше мајка, требаше да ја слушам. Домаќине, што обидна? Не оди, а? Не оди. Јас удри со секирата право, тоа рипа како живо. Ајде.
Ај, влези си внатре, ќе си каснеме леписол. Пак? Еми пак, што да правиме? Ајде, оди ти влези, а јас ќе дојдам. Милна мајка, 3 дена се измачи. Не ме држи веќе душа, море љубов. Ти седи. Сега јас ќе појдам. Што е бе, Лазаре? Што си свенал како цвет? Голема мака имам, тетка Љубо. Што мака бе, Лазаре? Дрво едно не знам да расем. Поголем кјутук сум од кјутуков. Ех, да знаев, ке те поучев. Ама тоа е машка работа. Мајка знаеше. Бог да ја прости. Ич не ја слушав. Немој да се секираш. Еве, утре ќе ми дојде Ристо од Димча. Ке ти го пратам наваму на кафе муабет. Млади сте, ке се помуабетите, ке ти се разбистрат мислите. Ристо? Не сум го видел од дете. Да го пратиш. Ќе го прат. Слушај, јас кафе не знам да му сварам. А не знае ни онаа мојана. Ама една чаша вода ќе му дадам. Ако, Лазаре, ајде. Е, Лазаре, да те замолам само малку потивко со дрвата. Сон лесен имам и до кај мене се слуша. Ајде се. Еве ги в двор. Јадат леп, сол и кромит. Цела недела Орис не им чинеше, нека сменат малку. Така, Морис Ребро, така треба, а не да ги сожалуваш. Има најдено па зајдено. Чекајте сега. Значи, вие ги излажавте дека тетка Сребра ја мавнал гром. Да. Тоа е моje масло. Браво, тетко, браво, многу убаво ти текнал. Немој да ме кориш, не знаеш каква мрза ги имаше фатено. Многу голема. Добро, добро. И сега што треба јас да сторам? Е, сега? Ти ке си појдеш кај нив, како ништо да не било. Како ништо да не било, добро, и? И? Ништо? Се само ке се среди. Се само ке се вклопи. Каков план е тоа, тетко? Каков план е тоа? Жити планот што сам се вклопува. Ти сега не мешај се во планот. Ти само ке си појдеш кај нив на гости и ќе внимаваш само да не ти се испушти дека знаеш што ти Сребра е жива. И толку. Те мувам, земи го месово и винцево. Цела недела се јадени леп и сол. Да, Добро, кромит. добро. Ајде тогаш јас да појдам. Ајде со лесно, синко. Домакине, бе. Лазаре, брате. Колку време те немам видено. Ристо, брате, па кај си ти? Добре дојде. Добро ве најдов. Како сте? Живи здрави? А, добро е. Седи си, ајде. Седи. Ти како си? Невестата кај ти е? Добро сум јас. Невестата остана дома, имаше работа низ куќи. Ама затоа прати поздрав. Вино и мевци. Си станал домаќин. Епа, се фатив со занаето што од дете и забрзо почнав да работам. Ако убаво е тоа што работиш. Убаво. А и месово е убаво. Милна мајка, види го, јаде. Ушите му пукаат. Епа, убаво си каснавме. Ајде сега домаќин ќе тури едно кафе. Нека биде благо, да не разблажи.
Ама што лошо реков јас? Нешто да не сгрешив. Не. А што ти е, Лазаре, ајде кажувај. Нешто си умислен, те гледам цел ден нешто те јаде. Срамота е да кажеме. Каква срамота, та мене Лазар ми е како брат. Заедно израснавме во дворот на Љуба. Пријател, кажувај што грижа си имаш. Абре, Ристо. Како да кажам, а во земја да не пропадне. Еден аманет од мајка имавме и тој не го исполнив. Нека е лесна земја. Па кажи да. Може ќе можам да ти помогнам. Рече куќата до мајкински да ја чуваш. А од мене и од Јана до мајкини не биде. Абе, ајде. Цел живот од пуста мрза ништо не научив. Ни трупец знам да расцепам, ни стока знам да нахранам, ни мотика знам да држам, ништо. Вистина е. Јас едно кафе не знам да направам, не пак ручек да сготвам. Ти кажувам, од нас до мајкини не биде. Ајде, не зборувајте така. Од секое дрво се делка стап. Може јас нешто да предложам? Може, како не? Јас кај тетка на гости останувам една недела. Во таа една недела ќе те научам и секира и мотика да држиш, и стока да раниш, и шајки да коваш. А тебе, Јано, ќе те научам од кафе до манџа се да знаеш да сготвиш. И кокошка да искубиш и супа да си направиш. Тоа добро, ако ни го направиш, вечно благодарни ќе ти сме. Таман работа. Ајде, еве, сега да почнеме од раскревање на масата. Патете го чаршав. Што дочекав, море љубо. Мој Лазар домаќин да се стори. Вечно ќе сум ти благодарна. И тоа не било каков домаќин. Ристо кажува дека за се го бедувало. Ју ти љубо, грезни јазик. Ќе го урочиш. Нема да го урочи. Ајде да ме испратиш. Чекај. Кафето да го шмркнам и ќе одиме. Штом така велиш. Епа, ваква домаќинска трпеза во секоја куќа не бидува. Заради тебе, пријателе. Вечно ќе паметам и ќе ти бидам благодарен
што ми помогна да го исполнам аманетот од мајка. И не само тоа, од нас луѓе направи. Домаќинлукот да ни пркне, а не да ни се смее цело село. Со алал ви помогнав. Оти брат брата не рани, ама тешко кој го нема. Така е. Сакаш уште некој винце? Јас сакам ама малку, Ајде. зашто пат ме чека. А кафенце не сакаш? Или остани за вечера, ке сукам зелник. Не, фала ти домакинке, морам да си тргнам порано, да не ме најде ноќта на пат. А и жената си оставив дома, морам да се вратам. Ајде, да си кини сам јас, Ајде, нека ти е среќен патот. а вие останете ми со здравје. Така. Фала ти. Секој е добро. Да не легнаа да одморат. Какво одмарање, тетка Сребро? Знаа ти ја раскрева масата и се спрема зелник да сука за вечер. Што зборуваш? Сребро, мори, сребро, зелник е вечераш, а? Туку ајде јас да си појдам, додека се уште ме прати денот. Ајде, појди, синко. Да го поздравиш бато Димче и нареден пат да го донесеш и него и снаата. Фала ти, тетко, ќе пренесам. И ќе дојдеме ние пак, не грижи се. Ајде, јас ќе те допратам до сред село, а Сребра нека си оди дома кај новите домаќини. Ајде, синко. Ајде, среќен ти пат. Среќен останок, тетка Сребро. Ај со здравје вечерата, Сребра. Простете ми што ви излажав, ама за добро било. За убаво, мајко. Јарно направи. И да знаеш, јас сич не ти се лутам. Благодарен ти сум. Морав да лажам дека сум мртва. За домаќин да станеш. А ќе ми простиш ли што бев толку мрзелив? И мене, мајче. Мрзата ни го имаше земено паметот. Ви проштавам. Важно научите дека со мрза домаќинлук не бидува. Така е, мајче. Така. Нит било, нит ке биде. Туку Господ здравје да му даде на Ристо. Тој не научи на се. И тебе, мајко, што не освести? И на тетка Љуба. Оти се ова нејзино масло беше. Ајде сега јас да одам во мојата одеја, да си се распакувам и да си се одморам малку. Оди, мајче, оди. Јас ке те разбудам за вечера. Ке сукам зелник. Ама не бери гајле. Ке бидам тивка да не ти пречам. Леле, и од моите деца домаќини станале.